Болницата за белодробни заболувања во Тетовско Лешок, која досега функционираше самостојно, сега заминува под капата на Тетовскиот клинички центар. Владата во заминување реши во последен момент да прави реорганизација на оваа здравствена установа, со цел таа да дојде под контрола од Тетовската болница. Сомнежите во јавноста се дека со овој потек ќе се овозможи полесно вработување под партиски клуч и со етнички мотиви. Вработените се спротивставија на оваа одлука и побараа техничката влада, која не сноси политичка одговорност, да не одлучува за нивните судбини. Зошто Министерството за здравство со сите своји министри до сега не направија план и програма за вработување на кадри и специјалисти, не дадоја дозволи за специјализации и програма според дефектура на кадар, иако секоја година добиваа извештаи. Бараме да се донесе кадар доктори специјалисти за да продолжи нормално функционирање на болницата. Бараме барањето од министерот Демири поврзано со нашата болница итно да се поништи, да не се даде на следна седница за влада. Бидејќи за 8 години ако не се најде решение, ќе се најде за 2 недели сигурно. Вработените не се согласуваат со било која одлука што ќе биде донесена на штета на болницата и репутацијата што ја градиме со години. Оваа болница работи 50 години самостојно. Значи не треба да се приклопуваме према ниедна болница. Во телефонски разговор за Алфа, директорот на болницата во Лешок, Исмаил Ваити, вели дека им недостасуваат доктори и специјалисти. Тврди дека имаат буџет за нови вработувања, но не добиваат амин од влада за тие да се спроведат. Тој побарал решение за овој проблем, а од Министерството за здравство очигледно сметаат дека преку спојувањето со клиничкиот центар во Тетово ќе го надминат овој проблем. Министерот за здравство Илир Демири вчера на новинарско прашање ја правдаше одлуката. Вели дека ако ова не се случи, вработените во Лешочката болница ќе останат без плата.